Добро вечер и добре дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. К15 да се исплаќа во ваучери за одмор во Македонија, вели председателката на Стопанската комора за туризам. 9 доктори се пријавиле на огласот Ало докторе. 22 седница на Советот на општина Новаци. Македонска песна одекна во Пакистан. Регресот за годишен одмор или популарно наречениот К15, кој од годинава е задолжителен во приватниот сектор, да се исплаќа во ваучери за одмор во Македонија, предлага председателката на Стопанската комора за туризам на Македонија. На тој начин, домашните туристи ќе останат во земјава, ќе се зголеми сезоната, ќе се намалат цените на хотелските услуги и ќе се влијае на растот на туризмот во Македонија. Маја Богоевска. Бројот на домашни туристи се намалува од многу фактори, но најимпликативни се визните режими, вели Лила Крстевска, председател на Стопанската комора за туризам на Македонија во интервјуто за Радио Слободна Европа. Таа вели дека со воведување на нискобуџетните летови, со воведување на слободата на патување и со симнување на влезните бариери во зимите се зголеми можноста да се патува надвор. На тој начин ќе се изострува вкусот и преференциите на туристот, затоа што на домашните туристи им се стандардизираат знаењата во однос на очекувањата во туристичката понуда, вели Крстевска. Значи, нема веќе да го имаме она за 5 звезди, ова, затоа што ќе посетат хотели од 5 звезди, ќе посетат хотели од 3 звезди и од 1 и ќе направат еден стандард во својата во своето туристичко искуство, како тоа навистина изгледа некаде, а како изгледа кај нас. Со тоа ќе имат можност да влијаат на подобрување на работите во нашата индустрија, домашна, и не го гледам тоа толку како лош момент што има намалување на домашниот туризам, но затоа што тоа значи за мене како бизнесмен каде што некој параметар не е исполнет до неговиот оптимален дел, значи има можност за развој. Значи треба да работиме како да останат домашните туристи во Македонија. Оваа година, она што мене ми дојде како идеја, е новите законската обврска да се исплаќа К15. Односно регрес за годишен одмор, нели? Зошто не би го користеле регресот за годишен одмор во Македонија? Конкретен предлог. Тоа би се реализирало преку ваучери. Јас гарантирам дека ниту еден, ни од 5 звезди хотел, гарантирам за сите хотели, мислам, јас го знам пазарот и работењето, дека ниту еден хотел нема да одбие вон сезона да биде исполнет, кога има исполнето со 10%, да биде исполнет 60% и да продаде аранжман за 6 ноќевања, односно 7 дена, за 150 евра. Не постои таков хотел во Македонија. Значи сите ние, со тоа што туристите од Берово би оделе во Охрид, па таму би научиле како охриѓаните имаат позитивни страни и слабости, па би ги примиле во Берово на враќање. Туристите од Гевгелија, гостите од Гевгелија би оделе во Берово. Компаниите од Маврово би оделе на одмор во Дојран. И така натаму. Можеме да го правиме тоа и да биде многу успешна приказна, затоа што одморот трае повеќе од 20 дена, нели? Една недела е доволно да се искористи и да се експлоатира некое домашно богатство и да се унапреди работата на домашните туристички работници, да се продолжат сезоните во местата, затоа што предсезоната во Охрид може би почнува во мај, но зошто и април да не биде полн со домашни гости? Таа вели дека во желбите за патување не можат да се мешаат, но можат во тоа да направат домашните туристи повеќе да остануваат во домашните капацитети. Дел од одморот да се искористи на домашен терен. И тоа би било нешто што многу би помогнало на сезоналноста на туристичките дестинации во Македонија и би ја зголемило сезоната во зимските центри и во езерските центри. Од друга страна па би придонело да се задржи вработеноста во туристичките капацитети, работниците би ги задржале своите работни места, онаму каде што работат сезонски се разбира, и би придонеле за поголем приход во хотелските објекти. Што со самото тоа би допринело до пониска цена. Затоа што колку еден хотел има повеќе гости, толку повеќе можности има да ја намали својата цена. Со сето ова според неа, домашните туристи ќе останат во земјава, ќе се зголеми сезоната, ќе се намалат цените на хотелските услуги и ќе се влијае на растот на туризмот во Македонија.
Државната агенција за станбен и деловен простор ги предупреди корисниците на социјални станови до 15 септември да ги продолжат договорите за закуп или да се пријават за откуп на становите. Во спротивно ќе бидат иселени. Најголем дел од корисниците биле заинтересирани за откуп, вели директорот на агенцијата Цветко Грозданов, но барале по поволни услови. Во дадениот момент од 851 стан, 759 стана им се истечени договорите или на 759 физички лица кои што ги користат овие станови немаат активни договори. Причината за нашата иницијатива е да ги регулираме овие станови кои што се изградени со државни пари, со пари од државата, но и со пари од Централната Европска банка, со што бараме да самите закупци се произнесат дали понатака според нивните можности ќе може да се окупат станот, дали тие ќе го задржат под закуп или доколку не сакаат да го задржат под закуп и не сакаат да плаќаат кирија кај нас и не сакаат да го откупат станот, ќе бидеме приморани да ги иселиме и на нивното место нормално да вселиме нови лица со оваа категорија на луѓе од ниски лични примања. 9 лекари од различни специјалности се јавиле на огласот на Министерството за здравство за работа во новоформираниот повикувачки центар. Овој центар ќе почне со работа на 15 следниот месец. 9 доктори досега поднеле апликации за огласот за вработување во новоформираниот повикувачки центар во рамките на проектот Телефонска линија за медицински совети Ало докторе, соопшти Министерството за здравство. Повикувачкиот центар ќе почне со работа од идниот месец и ќе обезбедува советодавни здравствени услуги за граѓаните. Министерството информираше дека на огласот Ало докторе, што беше објавен на 5 овој месец, досега се пристигнати 9 апликации од различни специјалности во медицината, кои согласно критериумите треба да имаат најмалку 10 годишно работно искуство како доктори специјалисти. На конкурсот може да аплицираат доктори кои се вработени во јавни или приватни здравствени установи, како и невработени или пензионирани доктори. Работата во повикувачкиот центар за докторите кои се во работен однос ќе се одвива вон работното време. Огласот е отворен до 20 август. Повикувачкиот центар ќе почне со работа од 15 септември и ќе обезбедува советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за граѓаните при појава на симптоми за кои не е неопходен итен медицински третман, како што е главоболка, настинка, покачена телесна температура и слично. Телефонската линија ќе биде достапна 7 дена во неделата по 24 часа, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација за граѓаните во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравјето, а воедно докторите ќе даваат медицински консултации и совети за правилна употреба на лековите, со акцент на лековите од ОТЦ листата кои се достапни во продажба во супермаркетите и бензинските станици. Докторите во повикувачкиот центар од Ало докторе ќе бидат поврзани и со националниот електронски систем Мој термин и ќе може да му помогнат на пациентот со известување за следните чекори во однос на извршената телефонска консултација. 22 седница на Советот на општина Новаци. Сите точки кои беа на дневниот ред беа усвоени од советниците. Советниците од општина Новаци со 20 на точки на дневен ред ја одржаа 22-та седница од нивното именување. Сите точки кои беа на дневен ред беа разгледани и усвоени. На седницата најнапред се усвои записникот за претходната седница, а потоа се донесоа неколку предлог одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација. Советниците ја усвоија и предлог програмата за изработка на општи акти на територијата на општина Новаци за 2014 година. Одобрени се 500 литри нафта и 100 литри бензин на јавното предпријатие Македонски шуми кај Макчалан Битола за рамнење на локалниот пат село Градешница до манастирот Свети Илија Брен. На Сдруженијето Центар за едукација и негување на традицијата и фолклорот Етно Илинден доделени му се финансиски средства за организирање на традиционалната манифестација Македонска етно венчавка. На Сдруженијето на пензионери од Новаци им се доделени финансиски средства за автобуски превоз до Корча, Албанија. Советниците расправаа и за спортските активности. Така, на фудбалскиот клуб Новаци 2005 му доделија средства за надпреварување во есенскиот дел од сезоната 2014-2015 година, како и за организирање на третиот поред меѓународен фудбалски турнир Новаци LG Куп за пионери. Советот на општина Новаци донесе одлука јавното комунално предпријатие Комунална хигиена Новаци да стопанисува со локалните водоводи во селата Бач, Живојне и Брод.
Дополнително, советниците разгледаа и одобрија неколку барања за финансиски средства од Сдруженија на граѓани, физички лица и предлог одлуки. Еве што ќе гледате во продолжение. Полноќна прошетка низ Битола. И за други теми по паузата, останете со нас. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска потврди дека во сецканиот и вакуумиран свински врат и во невакуумираниот на екстрамен кои беа цел на испитувањето имало листерија. Граѓаните и компаниите кои сакаат да си ги легализираат бесправно изградените објекти не треба да го чекаат последниот момент, туку треба што поскоро да достават геодетски елаборати, препорачал министерот за транспорт и врски Милеја Некиевски. За животот во таков век потребни се и лидери кои ќе знаат да излезат во пресрет на сите предизвици што ги носи новото време, истакна председателот Иванов на отворањето на петтата школа за млади лидери. Закупците на становите кои се во сопственост на Агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор до крајот на месецот треба да се одлучат дали понатаму ќе го продолжат договорот или пак ќе склучат нов за откуп на станот. Станува збор за 17 морнари и работници на нафтена рафинерија во Нигерија, како и еден војник кој бил дел од мировна мисија на Обединетите нации во Либерија. Неколку ракети се изфрлени од појасот Газа на територијата на Израел, со што е прекинат повеќедневниот прекин на огнот, соопшти денеска израелската војска. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сува меснати производи. Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Побрза и поефикасна комуникација и соработка од која корист ја имаат и радиодифузерите и гледачите ќе овозможи меморандумот за соработка меѓу Агенцијата за филм на Република Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Документот го потпишаа директорите на двете агенции. Според Трајчевски, оваа соработка сигурно ќе биде интересна за радиодифузерите во земјава, бидејќи ќе се олесни можноста да ја остварат својата обврска да имитуваат изворно создадена програма и дела од независни продуценти. Со новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, националните радиодифузери имаат обврска годишно да произведат 20 часа играна и 10 часа документарна програма. Дел од вложените средства ќе им бидат вратени според правилникот кој ќе биде изработен од Министерството за информатичко општество, што наскоро треба да го усвои владата, а средствата ќе се обезбедуваат од буџетот на државата. Се очекува експерти на Агенцијата за филм да бидат вклучени во оценувањето на играно-документарната програма од домашно производство на националните ТВ куќи, за тоа дали ги исполнува критериумите за поврат на средствата. Полноќна прошетка од авторката Силвана Петрова на Сух. Викендов ја доживеа својата промоција. Настанот беше во рамките на Битфест. Викендов Битфест беше збогатен со промоција на книгата поезија Полноќна прошетка од авторката Силвана Петрова на Сух. Тоа е книга која содржи стихови посветени на најголемата инспирација на авторката, градот Битола, тема на која работела долго време, чија историја ја истражувала од свој аспект со голема љубов кон градот. Она што постојано ме инспирира, тоа е животот кој сега барем е вгнезден во нашите срца и во нашата колективна меморија, но можеби не за долго. Можеби оваа книга ќе биде искра надеж, повторно да оживее таа староградска традиција, да се вратиме на она што секаде не препознаваат како битолчани, токму таа, традицијата на серенадите, на пајтоните, на коконите на балкон, на љубовта која живеела на широк сокак, на печалбарите исто така да се потсетиме.
Стиховите треба да не потсетат на многу локации во градот кои веќе не се во функција, на многу заборавени обичаи, на настани од минатото кои останале длабоко врежани во колективната меморија на Битола. Всушност, треба да не потсетат и да ни ја насликаат таа вечер, како што авторката милува да каже, Битола од нашите срца и нашите воздишки. Традиција живее длабоко некаде вкоренета во нашиот дамар. Треба да ја препознаеме, треба да ја искорниме, треба да ја вдахновиме повторно да заживее живо меѓу нашите улици. Нашите пајтони се уште живи. Тие живеат во нашите очи, во нашите срца. А може би по некој пајтон ке воскресне по улиците на Битола. Ова нека биде поттик за едно такво нешто. Промоцијата на книгата беше збогатена со женскиот хор на Стив Наумов под диригентска палка на Љубо Трифуновски и женската играурна група од Културно-уметничкото друштво Илинден. Како што кажавме вчера, македонската народна песна првпат испеана во Куета, Пакистан. Нежната мелодија на сношти сакав да ти дојдам. Толку природно ги носи стиховите на Хазарги поезијата, кои пак се топат во прекрасната атмосфера на една од најубавите македонски народни песни. Маја Богоевска. Првиот колаборативен проект кој ги спојува македонската и хазарги културата, по неколку месечна работа и подготовки на 17 август ја доживеа својата јавна презентација во срцето на Хазара заедницата во градот Куета во пакистанската провинција Балочистан. Ана Симоновска и Ша Абдула Алами ја изведува "Сношти сакав да ти дојдам", а свој удел како перкусионист имаше Мучи Хабиби. Присутните на презентацијата на проектот преку проекција на видеоматеријали, презентација на народни носии, меѓу кои и една македонска носија кои домакините самите ја изработиле, воедно имаа можност да се запознаат со културното богатство и природните убавини на Македонија. Ана Симоновска е дипломиран музичар, теоретичар и педагог, свири пијано, македонски народни инструменти и гитара. На македонската музичка сцена дебютираше со настапот на Скопскиот фестивал во 1999 година кога ја отпеа "Дојди ми". Потоа на националниот избор за Евросонг во 2002 се представи со "Како ми е мене" и во 2009 со "Добар крај". Ана речиси 2 години живее во Исламабад, Пакистан, каде оствари успешна соработка со музичкиот продуцент Таймур Мирза, со интернационалниот бенд Kaz Collaboration, а имаше и самостојни настапи. Хазара заедницата главно живее во централен Авганистан, каде се третата најголема етничка група, околу 650.000 живеат во соседен Пакистан и 1 милион во Иран. Следбеници се на шија исламот, зборуваат фарси, дари и хазарги. Потеклото на хазарите не е целосно реконструирано. Нивните физички атрибути, структурата на коските на лицето и делови од нивната култура и јазик наликуваат на оние кај монголите и турците во Централна Азија. Генетски тестови делум многу поддржуваат популарното верување дека хазарите имаат монголско потекло, односно дека се потомци на Џингис Кан. Еве што донесува светот.
Полицијата во Фергусон под тежок напад, 31 лице уапсено. И за други светски вести по паузата, останете со нас. Македонско-хрватска соработка на концертот на фолклорниот ансамбл Плетенка и фолклорното друштво од Лудбрек, Хрватска. Концертот на дуо Нуово ги воодушеви битолчани. Свечено отварање на фестивалот 300 работи. Во рамките на Битфест ќе се одржи и третото издание на детскиот фестивал Еден летен распуст. Курдска телевизија објави дека во борбите со курдските одбранбени сили бил убиен косовскиот албанец Лавдрим Мухаџери, кој претходно им се приклучил на џихадистите на Исламската држава. Мухаџери, 24 години, кој од Качаник заминал во Сирија, на јавноста и стана познат по своите брутални убиства. Кон крајот на јули на Фејсбук, Мухаџери објави фотографии како држи 19 годишно сириско момче и како се подготвува да му ја отсече главата, а потоа и фотографија на која ја држи во рацете отсечената глава на момчето. Мухаџери, кој се представуваше како лидер на албанците кои се борат во Сирија, на 2 август во интервју за тиранскиот весник Дита рекол дека не сторил ништо повеќе од она што за време на војната на Косово не го правеле припадниците на УЧК. Како што тогаш пренесоа приштинските медиуми, екстремистот се оправдал со зборовите дека таква казна предвидува Куранот. Најпознатиот косовски припадник на злогласната екстремистичка организација Исламска држава вниманието врз себе го привлече во јуни годинава, кога објави фотографија како го пали својот косовски пасош. Не треба да има сомнеш во решеноста на Соединетите Американски држави. Целта и натаму останува потиснување на екстремистите од Ирак заради заштита на американците и американските институции, изјави председателот Барак Обама пред новинарите во Белата куќа. Владата се консултираше со Конгресот околу стратегијата во Ирак, рече Обама, но уште еднаш потенцираше нема да испрати милијадници американски војници назад на копно во Ирак. Волкот е пред вратата. Со вакви зборови американскиот претседател ја представи опасноста за целиот регион од терористичката организација Исламска држава. Охрабрени од повторното освојување на браната кај Мосул, курдските пешмерга борци ги продолжија своите напади врз милициите на Исламската држава во северен Ирак. Екстремистичката организација Исламска држава, пак која зазеде поголем дел од Ирак, ги предупреди САД дека ќе ги нападне американците на секое место ако во американските воздушни напади бидат убиени борци на групата. Сите ќе ве удавиме во крв, се наведува во соопштението на англиски јазик на организацијата Исламска држава. Полицијата во градот Фергусон во американската сојузна држава Мисури се најде под тежок напад во тенокот на синоќешните протести, кои веќе 9 дена траат поради убиството на младиот афроамериканец Майкл Браун, а во исто време е уапсено 31 лице. Полицајците не испукаа ниту еден куршум и покрај тоа што се најдоа под тежок напад, изјави полицискиот началник Рон Џонсон, додавајќи дека полицијата од демонстрантите запленила 2 пиштоли. Полицијата употреби солзавец за да ги растера демонстрантите во Фергусон, каде не престанува напнатоста и нередите поради убиството на црниот тинејџер Майкл Браун, кој беше убиен од страна на полицаец белец пред 2 дена. Полицијата во опрема за разбивање демонстрации со поддршка на оклопни возила и хеликоптер, кој ги надгледуваше демонстрантите, најнапред побара од околу 100 на собрани да се разотидат. Откако демонстрантите не се разотидоа, полицијата употреби солзавец и најмалку 2 лица се уапсени. Ситуацијата се обиде да ја смири и американскиот претседател Барак Обама, кој вчера апелираше на смиреност и разум на жителите на Фергусон. Либериските власти ги пронајдоа сите 17 осомничени пациенти заболени од ебола кои побегнаа од карантин во Монровија во текот на викендот и се хоспитализирани во друга клиника, соопшти денеска министерот за информации Луис Браун. Тој наведе дека тројцата инфицирани африкански лекари кои го примиле експерименталниот лек покажуваат знаци на значително подобрување. Вооружени лица пред 2 дена го нападнале карантинот за заболени од ебола во Монровија, тврдејќи дека во Либерија нема ебола, а 17 пациенти побегнале поради нападот. Светската здравствена организација денеска објави дека за 3 дена од минатата недела 84 луѓе починале од ебола, со што бројот на жртви се искачи на 1229 лица. Вчера со 4 финални дисциплини започнаа пливачките надпревари на 32-то Европско првенство во пливачки спортови во Берлин. Од Велодром спорт арената се јавува Зоран Мишевски.
Најпријатното изненадување на првиот ден од пливачките надпревари на 32-то европско првенство во Берлин се случи во машката трка на 400 метри слободно. Србинот роден во Абу Даби Велибир Стјепановиќ е нов европски првак со време 3:45:66 откако водеше од самиот старт па до целта. На второто место е италијанецот Андреа Микел Дариго, а бронзата за Джел Лелиот од Велика Британија. Во женската финална трка на 400 метри мешано, комбинацијата на менување на стилови и издржливоста најдобро ја поднесе 25-годишната светска шампионка и светска рекордерка Катинка Хосу, која што на крајот имаше време 4:31:03, иако во 3/4 од трката дури нејзиниот резултат беше на висина на светскиот рекорд. Во женската штафетна трка 4 пати по 100 метри слободно, големо изненадување па разочарување доживеа данската штафета во состав Отесен, Левисон, Нилсен и Блуме. Тие најнапред го освоија златото со време 3:35:26, но заради погрешно и предвремено влегување во базенот на втората замена Џули Левисон, данските пливачки беа дисквалификувани. Големиот фаворит Шведска со Сара Сјостранд го освои златото пред Холандија и Италија. Изненадувања немаше во машката финална трка 4 пати по 100 метри слободно, откако Франција и без главната звезда Ањел во состав Меди Метела, Фабијан Жило, Флостран Манаду и Жереми Стравиус успеа да стигне до убедливо злато со време 3:11:64. Попладнево од 18 часот во Велодром Спортс арената во Берлин уште 6 финални дисциплини: 50 метри делфин, 100 метри грбно и 100 метри градно во машка конкуренција, како и женските финални трки на 50 метри делфин, 200 метри грбно и мешаната трка 4 пати по 100 метри, каде што заеднички пливаат и мажите и жените. Од Берлин, Зоран Мишевски. А какво време ќе не очекува во наредните денови? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно!